Трета порака, на која посебно денеска сакаме да се фокусираме со изин од Аллах Джелешануху. وَعْلَمْ أَنَّ إِذَّ الْمُؤْمِنِ إِسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ. И знај дека достоинството и угледот е на верникот кога е независен од луѓето. Силата и моќта на верникот, на муслиманот и на овој дин на Аллах Азза ва Джелле, на муслиманите, е тогаш кога муслиманите ќе бидат независни од другите. Што правиме ние, како што вели еден шејх, признат исламски алим, кој вели ние муслимани минал ибре иле сарух, од игла па до ракета зависиме од другите. Од игла па до ракета зависиме од другите, од немуслиманите. И тогаш како можеме да имаме ние сила, моќ и власт кога зависиме од други луѓе? Замисли само една статистика. Најголема чинија со храна, која на арапски се вика хумус, каде има полно ориз и многу месо од камила, најголема порција чинија е направена во Саудиска Арабија. Најголема баклава во свет е направена од Палестина. Ние само може да се фалиме со јадење. Најголем авион во свет кој го има произведено е Франција. Најголем тенк и најбрз тенк кој го има произведено во свет е Америка. Најголем носач на борбени авиони е Америка. Ние се фалиме со јадење, а друг се фали со техника и со индустрија. И тогаш како можеме ние да го водиме овој свет и како можеме да му се спротивставиме на надворешниот непријател? Кажува шех Карвави, вели бев во 1970 година, бев во Германија, поточно во Берлин, следовме са бајле во 7 саат и со такси се возиме до хотелот, каде што треба да одржиме состанок. Вика, нема жива душа по улица. Па го прашувам таксистот, каде сте луѓето? Рече, сите се на работа. Навечер се враќавме од состанок, гледам, нема никој по улица. Па го прашувам таксистот, каде сте луѓето? Рече, сега дошле од работа од Мара. Се вика шех Кардави, доаѓам во арапски свет, во 7 саат полни улици, на полден полни улици, навечер полни улици. Кога работи овој народ? Кој го рани овој народ? Кој го издржува овој народ? Овој народ е одаден само на уживанци, на забава и на игра. Не го извршува хакот, ниту спрема Аллах Азза ва Джелле, ниту спрема правата кои ги има на овој дуњалук, пошто Аллах Азза ва Джелле во Куран вели: "Вабтаги фима атака Аллаху дар ал-ахира, ва ла танса насибака мин ад-дуња." И настојувај со она Аллах што ти дал да постигнеш ахирет, ама и немој да го заборавиш твојот дел од дуњалук. Ти имаш дел на дуња, меѓутоа имаш дел и на ахирет. И мора да поставиш рамнотежа, да не можам. Во 1973 година крал Фейсал забрани да се извезува нафта на запад. И тогаш се блокира цела индустрија. Па дојде Хенри Кесинџер, министер за надворешни работи на Америка, да го моли на крал Фейсал да им даде нафта. Па му вели, ве молам да ни пуштите нафта, бидејќи авионите ни стопреа. А за тоа, ако е потребно, ќе го зголемиме данокот и цената на нафта. Ќе ви платиме повеќе. А пак шех Фейсал му вели, и јас те молам, јас сум стар човек и пред умирање сум. Јас ќе ти го овозможам тоа, ако вие ни овозможите да кланяме раат во Палестина, да кланяме раат во Месџидул Акса. И тогаш тој остана без зборови. Денеска никој не се прашува за Палестина, за Акса, за Сирија,
se koje ne gleda džumbiš, muslimani daneska gleda džumbiš, a tamo gdje nad ženi, djeca, starci, plaćat, majki muslimanki. Zato ako nekoj praša kada je ugled od islamata na muslimanov, mi mu velime inna l'izzete lillahi džemija, ugled od islamata mu pripaža na Allah, na pejgamberov i na vernicite. Međutim, vernicite gi barame kada se da gi najdeme da go vrata ugled od komu pripaža na ovoj din. Zato muslimanov mora da raboti, da misli na Allah azza wa jal i da se priprema za ahiret. Veli jedan šejh, nahnu la namel, fa idha melna la nutkin, nije sme narod koji ne rabotime. Ako ga rabotime fušarski. I ko rabotime fušarski. Znači površinski. Zato mora muslimanov da shvati ozbiljno rabotata i da znajde ka pejgamber sallallahu alaihi wa sallam praviše dova na Allah azza wa jal. Allahumma inni a'udhu bika min al-huzni wal-kazli wal-jubni wal-bukhl wal-ajz. O Allah, ja param zaštita kaj tebe da me sočuvaš od tagi, od griži, od sekirati, da me sočuvaš od dembelu, od mrzljivost i od nemoć. Zato Allah azza wa jalla povikova, a pejgamber sallallahu alaihi wa sallam ne uči al-mu'minu al-qawi khayru wa habbu inda Allahi min al-mu'mini da'if wa fi kullin khayr. Allah go saka mu'minom, međutim onaj koji je silen, onaj koji je jak, go saka poveće. Silen vo iman, silen vo race, silen vo tehnika i tehnologija, silen vo site aspekti, da ne bude zavisen od nekoga. Pa zato Allah azza wa jalla vedua deka wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah vedua i dava garancija deka oni koji će verua, će prava dobri dela, deka će gi napravi da bidat vodeći na ovoj svet samo ako verua i prava dobri dela, ako naprava ravnoteža među duh i telo, među dunjaluk i ahiret, među vrskite kon sebe, kon svoja familija i kon Allah azza wa jalla. Zatija pejgamber sallallahu alaihi wa sallam beše koga oprašanje ibadet najboljem ibadetčija. Međutim, ako beše trgovec, beše vistinski trgovec. Muslimani te porano bela preko den vistinski borci, a preko noć vistinski ibadetči stavija ravnoteža među dunjavog i ahiret. I Allah azza wa jalla u Kur'an ne poučuva na to pravilo i ni veli fe idha qudiyati salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Ako ga će isklanjate namaz, raširete se po zemlja, pečalete, spečalujte i sobirajte gi Allahovite blagodeti. Zato ovo je hadis na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. Kažu jasno deka uglednost i silata na jedan mu'min koga će biti nezavisen od drugih, a nije zavisime od igla pa do raketa od drugite i zato slabosta i nemoćta kaj muslimanite prisutna. Gomolimo Allah azza wa jalla da ne napravi od onije koji će biti obraz i lice za ovoj din, koji će go pobrati ugled i slavota na muslimani. Neka Allah Đelešanu je zabrza njegova pobjeda im pomogne na onije koji se naođa pod zloto na tiranite, na zulumčarite, na oni koji se nered i poleva krv na ova zemlja. Da Allah Đelešanu im dade kuvet i sabor, da je osvoja divnata pobjeda koja je zagarantirana, da Allah Đelešanu im napravi kabul i magul naših djela koji gi pravimo u imena Allah azza wa jal, da Allah Đelešanu ne upati od din islam, nim se smiluva nam, na naše familiji, a na naših umrenim pušti rahmet, da Allah ne dade kuvet i moć, da go dočekame i Ramazan i šerif su kuvet i su ibadet na Allah azza wa jal. Da Allah Đelešanuhu napravi da umreme su šehadet vo usta i na sudnji den da vidimo proživljanje u društvu sa pejgambera sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum.